Брзај, брзај, прваче, кон школскиот двор, те чека учитело со пивото. Еј! Брзај, брзај, прваче, кон школскиот двор, те чека учитело со пивото. Помејани цело школство рујно вино пие, после на часојте оди да спие. Еј! Цело да. И се ги чекам учители да се побунат од некоја страна, ама не се бунат, оти знаат дека ги има. Знаеме кај маме учено, шо маме учено, ние не сме. Вчера само уште магистратот одма во прва, второ, трето, пето, средно, особено, тука, од тука натаму веќе ништо да не ве чуди. Него кај застанавме минатиот пат. Да, како си го поминав мојот летен распуст. Ќе дознаете после шпицата. Не го распустите, убаво помина. Кажете ми шо правиме со овие вирусите, па шо владе. 2-3 дена глатаме, шикаме, иски, така шо вардете кај пуштате деца и пазете тие климите тамо. Ти опасна работа се тие клими. Ќе пазиш и од клима и од промајот, и шо знам. И ко сме веќе кај климите, проверете уште од сега дали има парно, дали нема, да не си играме таму на зима да има проблем. Се, сите ние што сме растени во ерата на пишење состави за летниот распуст и сите што пишат досега, знаеме дека постојат поќе видои на состави, поќе категории. Например, првата категорија е вистинит состав. Ова ти е вате категорија пред изумирање, скоро и да не постои пој. Оти ќе речиш. Оти прво и основно мајка му и татко му на детето не живеат во вистински свет, живеат во некој лажен, измислен, камоли па детето дека ги живее. Ќе ги гледаш море луѓе оформени со фамилија, со сите марифети, ќе оди на еден викенд, ќе си наслика 2 милиони пати, за 2 месеци по некоја слика да клава да мислиш дека многу долго бил на одмор. Ево тој свет живеем. И не е битно ти колку време уживаш и дали уопште уживаш во приказната, туку битно е да направиш нешто да мислат другите дека ти уживаш, да пукнат душманите, ме сваќа. За тоа живеј Балканчето, за да пукнат душмани, не живеј за него, за душманите живеј. Тие се тие типови на болести умствени што се пренесват од генерација на генерација, сакал ти или не кело. Ти овие малите се знаат, се сваќат, се впива. Сунгер оне на училиште табли што бричевме, се што впива. Такви сама тропочисти, ме сваќа. Тие на училиште сунгерите, Тито на времето кога ги даваше муфте од тогаш. Ти вистините реален состав денешно време што биде. Јас мојот летен распуст го поминав кај баба ми и после кај другата баба. Оти тако ми е во кредити до гуша, редовно оди на флипери, ама никако си ги врати кредити. И мама работи од време на време и тие од се имат лишено за да ме однесат на еден викенд во Охрид. Ако прашаш шо е то се да ти наброј, ќе ти кажи од пиво, вин, раки, цигари, нокти, шминк, фризур, излеквање. Ти не можеш сите задоволства му ги земите на луѓето може. Што си мислите ви? Уште поако што тие не се ни откажват од тие задоволства. Ќе на еден викенд таму помалце ќе пие за да не троши, ти многу трошок му е. И тоа ќе му го прекарва, не е проблем. Ко детето да е криво што е таква ситуација, да нема врска. Да не навлегваме, знам дека се болни теми. И баш пошто се болни теми денешно време, најбитната, најголемата, најмногубројната категорија на вакви текстови е категоријата базирана на вистинска на вистинска приказна. Тоа е што да правиш секој епизода вистинска телевизија и приказната вистинска телевизија. Значи базирани на вистинска приказна. Знаеш што значи? Ги имаш видено оние филмоите што ти пиши базиран на вистинска приказна? Тоа значи дека идејата од вистинската приказна е земена. Се друго е бате филмовано, дотука битва. Тој што има помошвано да пиши мама, тато таму да го смисли нештото, мисли Квентин Тарантино ме сваѓаш. Значи во случај ако вистинската приказна е бевме во Грција 2 ден, во филмованата верзија ќе биде бевме 2 недели бат. Ако смештајо е 1 сат од морето негде, 1 минута пешки бат. Карши вака со морето сместени ме сваѓаш. Како рековме, нека пукна душмани. Секоја вечер јадевме во различни ресторани. Различните ресторани се дома во смештајо во дворо, мајка му плинско доклајано и меша во манџа. И сега се разбери, нема ништо лошо во тоа. Тоа може да е највкусната храна на свет. Јас лично никогаш не сум сватил зошто мора за инат на другите се живи. Оти мора да се лажи за вакви, напиши си го. Може да ти е најубото во моментот. Зошто ги правите децата искомплексирани од мали да бидат? Што има врска и да не си бил на одмор? Може да си работел нешто, може да си помагал на некој, може да сте правеле нешто што било. Значи се може да биде одмор, се може да биде забава, се може да биде убаво. Се треба да биде убаво. Одморот не е сликата на Инстаграм. Одморот, уживањето може да биде сегде, макар и во твојот дом дома. Чи не мора да одиш нигде, не мора ништо, не мора. А нешто што најмногу не мора е ова, вака, филмувани верзии на одмор. Наместо го учиш детето од мало да си ја кажи вистината и да ужива во секој момент, најмалите ситници да му бидат уживање, ти го учиш детето да ги лажи сите други, тоест да се лажи прво себе си, па после сите други. Тоцкав го
учиш против себе да си. Што значи не само што ги чувате во стаклено звоно денешно време децата, туку во лажно стаклено звоно ги чува. И после кога ќе подпорасни, кога ќе дој животот вака кога ќе му направи, светот се руши. Ти ќе рече, ти не се спремни за живот. Ти да, ова може ситница лажел на онаквото чудо голем. Ама то води до други ситници што после то се натовара и пратено неспремно човече да влези во светот на возрастните. Во светот на возрастните никој ништо не те прашва, бат. Животот кога тогаш од некоја страна ќе ти дојде, негде ќе ти се отпреврти од нопаку, кога, каде, како не можеш да знаеш. Ама друго е кога ќе си реален, кога ќе си растен нормално како што треба, кога ќе си израстен во здрава личност, кога те плесни ќе знаеш како да врат. А друго е кога ќе си живеен во стаклено звоно лажно направено, кога ќе плесни кој ти оскрши то стакленото звоно, тука веќе колапс бе. И јас влегвање, оден состав за летен распуст, директ во животни лекции. Изгледа старе, ами јас тоа е. Па нема врска, мислам дека се разбира. Со возрастните не знам и дали ќе се разбериме, пошто тие се веќе заживеани во некој свет таму некаде. За нив таа е вистината, готово, тоа е, нема менвање. Ама и си велам, можда помладите генерации, пошто редовно ме слушат, можда ќе сват, можда ќе успеам да допрам до некој, еве не знам. Па и на крајот на денот допрел, не допрел. Кој ме прашпа, бе, бате? Така, за третата категорија, исто така често ја има, таа се вика, бате, научна фантастика текст. Sci-fi. Ништо со ништо од текстот нема благе везе со ниедна вистина на никој. Ама за да ги смислиш тие треба си креативен ум. Треба некој дома да има толку бујна фантазија за да го направи сето тоа да го смисли и да личи реално. Значи можда не мора професионалец, ама нешто блиску до професионалец треба, пошто тоа не е лесно се направи. А јас како ученик што знаев да пишам по 2-3 текстови за по некој друг да добие поарна оценка. Како човек со бујна имагинација многу убаво знам колку е тоа тешко да се направи. Особено ако си на час. Замисли да треба сега да го пишеш на лице место напишеш за тебе и да напишеш за уште еден двајца барем нешто двојче тројче да фатат за да не биде без ич. Макар што некој убави оценки добива, еве не знам јас. Прашајте си таму, распрашајте. Значи дома да го пишеш е тешко. Камоли таму адреналинот, учителката врти, ти тука треба смениш тетрадка да пишеш, па да смениш тетрадка, си ја вратиш твојата. Ако го земи ти ќе добиеш двојче, бате. Не ме слушајте мене, ова не го правите. Само што зборав за младите генерации, ова да не го слушате. Слушајте го то претходното, ова не ти работи ова. Значи ова никако праење, вака ја, никако не си играјте со живот. Ако не дај Боже ве фата, тоа ќе види хаос, не виден, бате. Не знам, ти мислев дека поќе како дошт ќе се направи со овие, само ѓубре си направив, ама нема врска. Како и да е, ако стварно има некој што го бива во училницата и сака да го прави ова, може да и треба да го прави понекогаш. Са неќам да му звучам лошо на родители, ама факт е дека ваквите ситуации зградват една креативна страна во човекот, е очигледно. Сам не е само тоа, кај мене, фала Богу, има милион работа. Ама колку поќе се препушти детето на креативноста, толку е поголема шансата да може таа креативност да ја користи негде понатаму во возрастните години. Са тука има милион други фактори, не е само тоа што ќе му напише текст на некој или што ќе му поможе. Ама како и да е, мислам дека стварно ни фали здрава младина, тоест еден здрав надпревар меѓу младите. Порано го имаше многу, сега кога што гледам го нема. Сепак ќе влегвам во најзападниот модел, пехари за сите, за учество. Битно е да се учествува. Да, битно е да се учествува, фала Богу, ама па битно и некој да победи во приказна. Ако децата не осетат како е да изгубиш и како е да победи, ако се сите стално исто третирани во сите сегменти секаде, никогаш нема си ја пронајде пасијата и нема да сватат зашо ги бива, зашо не ги бива. Јас разбирам дека сите ни се принци и принцези по дома. Ма не е убаво за нив. Дома нека ти биди принц принцеза, ама пушти го во свето малце да падни, да стани, да изгуби, да победи, да добие. Така треба се развива едно човечко суштество. Не можеш да го возиш точако со помошни тркалца цел живот. Несвесно замина во животните онакви. Изгледа не ме боли глата за џабе, изгледа старејме, бате. Ништо, ај дури ја неам ептен за минато работата. Да ви речам ено фала на вниманието и фала што ми идите тука секој епизода да ми правите друштво. И да ви речам останете на програмата. Оти фала Богу има што се види. Јас кај жената да ме излечи, пошто нели стручно лице. Да ми го измасира малце мозоко, пошто нели стручно лице и за тоа. Фала ви на вниманието. Поздрав, имајте убав ден.